последното вклучување на лице место ќе отвориме тема која што верувам дека ќе ги засега младите со оглед на тоа дека ќе отвориме една тема која што говори за нивната иднина. Имено убаво да се зборува со оглед на тоа дека многумина од младите кои што живеат во земјата се размислуваат за тоа каде да ја градат својата иднина, дали во Македонија или во странство, се става акцент на тоа дали има доверба или нема доверба во институциите кај нас, па токму од тој аспект убаво е да се говори за тоа какви се европски вредности треба да поседуваат, што всушност тоа значи за нив и дали има простор за оптимизам за градење на иднината, односно на самиот живот тука во земјава. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Иван Дургутов, член на мрежата на млади европски амбасадори од Europe House. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија, и благодарам за поканата. На самиот почеток, што младите да очекуваат од новата 2026 година? Пред се би сакал да им ја честитам новата 2026 година на младите и на сите останати гледачи на утринската на Телма. Како што можевме да видиме, 2026 за жал не започна најдобар во однос на младите во поглед на тоа што се случи во Швајцарија, каде што повторно младите беа тие кои што беа жртви, повторно дел од прославата која што младите има за својата 2026 година, дочекот на истата заврши така како што заврши и токму тоа ни кажува во која насока ќе се движат очекувањата на младите, ќе се движат во насока на тоа да имаат помирни времиња во кои што ќе можат да живеат попросперитетни и едноставно да можат да го прават токму она кое што треба да го прават како млади луѓе, тоа е да го уживаат животот, да работат, да се забавуваат, меѓутоа сето тоа да биде на еден сигурен и безбеден начин за нив, како би можеле тие да го остварат својот потенцијал и своите надежи од животот. Постои ли простор за оптимизам за еден млад човек да ја гради иднината тука? Што препорачувате за оние кои што можеби се размислуваат да заменат од земјата? Верувам дека постои оптимизам, верувам дека секој млад човек, вклучувајќи ме и мене и сите околу нас останати млади, се исправени пред прашањето дали својата иднина да ја градат дома во Македонија или во некоја од странските земји. Јас сум секогаш за тоа, се залагам за тоа да се водиме од информирана миграција, што подразбирам по тоа, во смисла дури да сакаме некаде да се одселиме, дали за студирање, дали за живот, за работа и така натаму, секогаш да ги измериме плюс и минус страните на таа одлука и да не идеализираме ништо, ниту да го идеализираме останувањето тука, но ниту пак да го идеализираме заминувањето таму некаде надвор. Така што верувам дека како млади луѓе, поради отвореноста на светот во која што живееме, секојдневно се соочуваме со нови можности за работа, нови можности за студирање и така натаму, меѓутоа јас цврсто се залагам за тоа да ги одмериме позитивните и негативните страни и секој индивидуално да одлучи каде е поперспективно за него и за неговите блиски да продолжи. Кои се оние европски вредности кои што треба да ги поседува еден млад човек, но воедно и што значи самото поседување на тие вредности? Верувам дека една од главните европски вредности кои што се повеќе и повеќе ни доаѓаат до израз овие денови, меѓутоа и минатата година е дипломатијата, да кажем, и мирното решавање на сите недоразбирања кои што ги имаме на лично ниво, на државно ниво, на светско ниво и така натаму. Повторно со некои од последните случувања кои што се случија во светот, гледаме колку е важен диалогот, колку е важна комуникацијата и разговорот помеѓу младите луѓе, помеѓу младите и возрастните луѓе и така натаму. Така што верувам дека една главна човечка, цивилизацијска, европска вредност е всушност да се слушнеме едни со други, да имаме едно активно слушање, каде што нема само да слушаме за да одговориме и да вратиме, туку едноставно ќе ги слушнеме аргументите на другиот и секогаш ќе се обидуваме на некој начин кој што е мирен, на некој начин кој што е ненасилен да ги решаваме проблемите помеѓу нас. Верувам дека целиот овој разговор на некој начин беше една насока, можеби и совет за младите кои што можеби утринава се заедно со нас, но пред самиот крај која е онаа конкретна порака која што би сакале да слушнат младите, зборувам ониот аспект кои што се разочарани можеби од животот и градењето на таа иднина тука во Македонија. Можам да кажам дека во име на мрежата на млади европски амбасадори We Balkans, која што е регионална мрежа, комуникацијски проект во целиот Западен Балкан, спремаме, подготвуваме голем број на активности кои што ќе ги одржиме во текот на 2026 како во Македонија, така и во околните земји и токму тоа и ќе биде мојата порака до младите, секогаш да бидат активни, да ги следат сите случувања кои што се случуваат околу нив, бидејќи верувам дека за млад човек најголема додадена вредност е денес да имате информацијата во право време. Доколку ја имате за сите оние нешта што се случуваат, дел од тие нешта кои што ќе ги организираме ние, верувам дека можете да се активирате, можете да работите на себе и едноставно да си го направите своето окружување малку попозитивно и поубаво за живење.
Благодарам многу за одвоеното време и за можноста за овој разговор. Благодарам, Марија.